Сите сме во арена. Животот знае да биде груба арена со убави полувремиња на одмор. Сега таа арена како ќе се исползува. Стоиците во тој правец биле многу јасни дека човекот, особено мажот, никако не смее да избива некакви шорткати во животот, некои кусеници за да нештото го заврши побрзо, поевтино, полесно и по пат ако може да избегне некаква своја одговорност или труд. Тоа е многу лоша концепција на живење која што денеска се наметнува. Значи сега збориме на сите нас. Сега ова се што се случува вака, јас нема веднаш да одам во тие теории на заговор сега дали атентатот врз Трамп дали е наместен или не е наместен. Јас ќе си дозволам да ја гледам ситуацијата таква каква што е. Значи, на човекот е пукано, тој е повреден, одлично го искористи моментот, значи покажа една голема прибраност и покрај комплетната неадекватност на обезбедувањето околу него, што само нам ни дава за право да се сомневам во силата на заштитата на сите тие органи во кои што нас не заколнува. Значи, органите на државата, органите на прогонот, приватните органи за обезбедување, екипи и сите тие нешта. Значи, ако може на еден релативно мал собир ова да се случи, нема што. Јас веднаш почна некакви асоциации со атентатот врз Џон Кенеди и сите тие нешта. Сега, дали во меѓувреме луѓето и нештата стана толку некадарни, па не се ни во способност да извршат атентат, затоа што пред некој време исто така, мислам на Чешка или на Словачка, беше оној председател. Словачка. Премиерот на Словачка, некој многу чудно презиме Фици, како беше тоа? Фици. Фици, например, прими 5 куршуми, меѓутоа не му бил денот. Тоа значи дека генерално над нас постои некаква енергија на постоење на универзумот, на една космичка свест, која што, да се надеваме и да го сториме животот така дека нема да го напуштиме овој живот пред да ја завршиме собствената мисија. Меѓутоа, за тоа е потребно човекот да го бара само спознанието, себе си да се спозна и која е неговата мисија во животот, за да може да ја извршува. А токму е она што на почетокот го реков, правилото и начинот на воспитувањето на стоиците и на Спарта, која што е многу тешка за нашето време кое што сме многу лабави, да не речам лигави како индивидуи, за нас е и многу строго, дури и неразумно. Мнозина би го осудиле таквиот начин на воспитување на младите момчиња, кои од 13 години биле земени, да 6 години учат исклучителна тешка и жестока војна служба. Значи, не знам кој денеска својот син би го пуштил на 13 години да оди да вежба Спарта, а да не зборуваме дека лошите плодови на раѓањето имало една литица на наспроти Спарта, од каде што ги фрлале, ги усмртувале плодовите кои што биле нецелосно завршени, односно биле оквалификувани како некој кој што може да ја расипе расата и квалитетот на луѓето на Спарта. Значи, животот е суров, животот е опстанок, како велат, хант, лови, кил, убивај. Ние веќе мажите не сме ни ловци, не можеме да уловиме ништо, и survive, и преживеј.
Сега, од тој начин на постоење пред повеќе илјади години, па до денеска, ќе завршам со ова, колку сме ние софистицирани, или колку сме ние постанати софтли, кое што е на наша штета. Значи, јас не се залагам за никаква грубост и ароганција во животот, туку наспротив, мислам дека таа слабост на човекот, особено слабоста на мажот во ова време, во голем број на сегменти, ја прави таа суровост и таа ароганција и тежнење за понижување на вториот, кој што е само пројава на сопствената слабост. Оној кој што е силен во себе, оној кој што го знае сопствениот квалитет, тој воопшто не се впушта во безразложни расправи или уште помалку ќе сака некого да го понижува, да биде спрема него арогантен, да го исмева, да го исвиркува. Тоа што е, за жал, денеска ние, кога зборувавме, ќе си земам за право, нели, минатиот пат, телефонски разговор, па ти спомна некои коментари и сето тоа. И мислам, тоа е сосема недолично на луѓе, значи секој нека си ја следи својата линија на животот, а овдека сме кај тебе на овој многу благопријатен канал, кој што јас прв пат кога зборува во јануари, реков дека јас не знам друг канал на македонски јазик кој што се занимава со вакви прашања и со широка лепеза на полифоничноста на потребите на животот на еден човек. Во ова време една голема благодарност што постоиш, а секогаш ние можеме да бидеме и подобри, и поквалитетни, а во тој надпревар, во таа трка, како сакате наречете, во таа борба, сме првин со самите себе си, да бидам јас подобар од она што сум бил вчера.